Во Милано на смотрата на моторцикли имаше лавини од новитети што минатата емисија не бевме во можност да ги прикажеме. Затоа денеска продолжуваме со нивното представување. Оваа ќе биде вистинска посластица за љубителите на две тркала. Секако дека ќе имаме простори за неговото величество автомобилот, кој не престанува да не фасцинира. Добре дојдовте во новата епизода на Автомагазин. Дека секој Bugatti е брз не треба да се докажува, но секако од компанијата од време на време не подсетуваат на тоа. Овој пат со W16 Mistral, кој официјално стана најбрзиот отворен автомобил на планетава. Тој во рацете на фабричкиот тест возач на Bugatti Andy Wallace постигна дури 453,91 км на час. Подвигот беше изведен на тркачката патека Папенбург во Германија, каде настанот го следеше и доскорешниот директор на компанијата Мате Римац. Возилото за тоа беше посебно подготвено само со специјални пневматици. Bugatti со своите модели досега има поставено повеќе брзински рекорди, меѓу кои и постигнувањето дури 490,485 км на час со Chiron и секако Andy зад управувачот. Технологијата на Римац тргнува на кај Блискиот Исток. Хрватската компанија потпиша договор со саудискиот производител СИР за испорака на високоефикасни интегрирани погонски системи за нивните идни електрични возила. За огромен дел од светот сосема непознатиот производител СИР е основан пред 2 години како дел од визионерската програма на Саудиска Арабија за намалување на зависноста на земјата од експлоатација на нафтените ресурси. Целите поставени пред него се амбициозни, заради што како партнери се ангажирани Apple, Hyundai и тајванскиот Foxconn, а дел од технологиите ќе биде лиценциран од BMW. Првите возила се очекуваат веќе идната година. Сваќајќи дека мора да поврати дел од некогашниот имидж што го имаше, Mazda 12 години по пензионирањето на RX-8 реши да лансира негов наследник. Концептот веќе го видовме лани под ознаката Iconic SP, кој на патот до сериското производство ќе претрпи модификации за да може да го најави и изгледот на идната генерација на MX-5. Ова атрактивно купе, кое беше одлично прифатено, се карактеризира со ретрофутуристички дизајн со чисти линии и заводливи облини кои фасцинираат, од кои и агол да се гледа. Истото треба да го стори и со перформансите кои ќе му ги обезбедува електричната погонска група, најверојатно засилена со ванкел мотор како генератор на струја, каков имаше и концептот. Но заради техничките предизвици што стојат пред инженерите во развојот на новата генерација вакви мотори, засега тешко е да се предвиди кога идното спортско купе на Mazda ќе стане реалност.
Германците по седми пат го избраа својот автомобил на годината и повторно го изненадија светот, но сега не толку како порано, бидејќи се одлучија за новата серија 5 на BMW. Ова е прв пат еден автомобил кој има верзии и со класични мотори да биде нивни лауреат, бидејќи сите досегашни беа чисто електрични. Зошто BMW 5 е најдобар автомобил за 30 специјализирани новинари од германското говорно подрачје годинава засилени со осумнина меѓународни годински членови на жирито не треба да се објаснува. Сепак би сакале да го слушнеме нивното мислење за победниците по категории. Citroen C3 за автомобил со цена до 35.000 евра, Cadillac Lyriq меѓу оние поскапи до 70.000, Audi Q6 и Tron меѓу така наречените новоенергетски возила и Porsche 911 GTS T-Hybrid како најспортски модел. Досегашни носители на германската титула за автомобил на годината се лани Volkswagen ID7, пред тоа ID Buzz, Hyundai Ioniq 5, Honda и Porsche Taycan и во 2019-та Jaguar I-Pace. Кинеските марки имаат силни амбиции. BYD го представи во Европа новиот Sea Lion 7 со две моќности и исто толку пакети на батерии. Лимузината долга нешто помалку од 5 метри ќе чини 50.000 евра. Geely направи реорганизација и ги спои своите марки Lynk & Co и Zeekr со цел да се избегне канибализмот помеѓу брендовите и нивните модели. Со својот незапирлив поход BYD во Европа го понуди и моделот Sea Lion 7. Пред карактеристиката што неговите творци споменуваат е дека има електромотор кој постигна дури 23.000 вртежи во минута, што е најбрзо во светот на автомобилите. Сместен назад има 313 конски сили кои овој кросовер ќе го дотераат до максимални 215 км на час, а батериите со револуционерната Blade технологија ќе му обезбедат автономија до 480 км. Во понуда ќе бидат и верзии со уште еден електромотор напред со вкупна системска моќност од 530 конски сили и 2 пакета батерии. Каросеријата долга 4,83 метри, има елегантен и динамичен изглед со истакнато спортски заден дел благодарение најмногу на купеовската линија на покривот. Внатрешноста кокетира меѓу минимализмот и индустрискиот модернизам, но затоа добро е пополнета со опрема што не треба да чуди бидејќи цената на основната верзија изнесува малку под 50.000 евра. Овој 8ми модел во европската понуда на BYD, кој за почеток ќе се продава само во Белгија и Луксембург, е дел од агресивниот план за ширење на компанијата, кој до крајот на идната година предвидува таа да располага со 500 продажни места. Кинескиот Geely започна со консолидација на својата понуда заради поефикасен настап на пазарот, официјално е најавено спојување на марките Lynk & Co и Zeekr. За да не им звучи чудно на оние што не ги следат детално настаните во индустријата, треба да кажеме дека за разлика од другите автомобилски конгломерати, Geely им дава голема самостојност на компаниите што се под негова капа. Ги поддржува финансиски и со производствени и развојни ресурси, без притоа да им наметнат одлука за нивното работење. Заради тоа често изгледа дека доаѓа до преклопување, па дури и удвојување на понудата, што во овој случај и навистина е така. Новолансираниот Lynk & Co 02 наменет за европскиот пазар е толку близок со технологиите и димензиите на Zeekr X, што купувачите тешко можат да направат разлика. Како прв чекор на спојувањето на овие две марки е трансферот на акциите што Volvo ги поседуваше во Lynk & Co кон Zeekr.
Останатите финансиски детали се премногу сложени за да ги објаснуваме, но во суштина се сведува на тоа дека во иднина интерната конкуренција меѓу марките на групацијата Geely ќе биде намалена, ресурсите поефикасно ќе се користат, а присуството на пазарот ќе стане поконкурентно. За важноста на овој чекор говори и фактот дека во првите 9 месеци годинава Lynk & Co и Zeekr заедно сочинуваа скоро 30% од вкупната продажба на Geely. Во овој контекст треба да се спомене и дека се очекува нешто слично да се случи и со Polestar. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408 со дизајн кој заведува повеќе од колку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Од другата страна на Атлантикот се ита кон електрификацијата. Луксузниот Cadillac го представи својот четврти електрични модел, а американското студио за дизајн на Kia прикажа интересен концепт на авантуристичко комби со теренски амбиции. Cadillac го представи својот четврти електричен кросовер Вистик. Голем колку бензинскиот еквивалент XT6, тој во понудата се сместува меѓу Lyriq и Escalade IQ и ќе има 3 реда седишта. Просторноста му е обезбедуваат должината од 5,2 и меѓуоскиното растојание од 3,1 метри, а на американците ќе им се допадне и раскошноста на багажникот кој од основните 430 литри може да нарасне на скоро 2300. Дизајниран е во препознатливиот стил на другите електрични модели на марката со затворена маска со имитација на решетка и вертикални предни и дводелни задни светла. Масивноста ја истакнуваат и тркалата кои може да бидат со големина меѓу 21 и 23 инчи, што се чини неопходно бидејќи тежината на Вистик изнесува скоро 3 тони. Како техничката основа е искористена универзалната Ultium електрична платформа на General Motors, чии два електромотора со 615 конски сили се распределуваат на сите 4 тркала. Забрзувањето до 96 км на час трае 3,7 секунди, а иако имаат импресивен капацитет од 102 кВт, батериите ќе му обезбедат проценета автономија од околу 480 км.
Внатрешноста исполнета со богатство луксузна опрема, меѓу која и екран со дијагонала од 33 инчи и 5-зонски клима уред, а првите 2 реда седишта се со грејење, масаже и вентилација. Наменет е за глобална продажба, што значи дека ќе биде понуден во Европа. Производството ќе му започне на почетокот на идната година, а во својата татковина ќе чини околу $80,000. Honda ја представи новата генерација на својот најслабо продаван модел во Америка, кросоверот Passport. Голем колку Volkswagen Touareg е ексклузивно наменет само за тамошниот пазар, тој сега располага со подсврст изглед и помодерна опрема, претежно обрекајќи се на помладите купувачи. Заради нивната зголемена заинтересираност за излети во природа, доби поистакнати теренски својства. Нив ги обезбедува големиот 3,5 литарски атмосферски мотор, чии 285 коњски сили преку 10-степената автоматика ги задвижуваат сите 4 тркала. Инженерите на Honda тврдат дека интелигентниот систем е способен целиот вртежен момент да го испрати само на едно тркало ако треба, а практичните можности за користење ги обезбедуваат 7 режими на возење и посебните плочи под возилото кои ја штитат механиката од камења на тежок терен. Димензиски Passport малку е пораснат во однос на претходната генерација, што на кабината со 2 реда седишта и обезбедува доволно простор дури и според американските сваќања. Дизајнот на интериерот е доста едноставен, а списокот на опции краток, бидејќи како велат од Honda, во стандардната опрема има се. Затоа и не треба да чуди што е најавена цена која е повисока од онаа на поголемиот пилот, чија платформа ја носи. Кризата што ги зафати големите светски салони на автомобили се заканува да предизвика истребување на футуристичките концепти креирани со намера да го привлекуваат вниманието. Затоа и за пофалба е напорот на американското студио на Kia, чии дизајнери на основа на доставниот PV5 подготвија авантуристичко комби. Изразените теренски способности му даваат изглед како за месечината, за каде, бидејќи нема воздух, ќе се движи на струја. Во описот на ова возило со ознака која е еден вид акроним што посетува на зборот викендаж, корејскиот производител наведува дека е швајцарско ножена тркала. Интериерот е флексибилен и може да се прилагоди за различни потреби, пријатен престој за спиење, канцеларија или пак кујна за на пикник во природа. За напојување со струја таму е опремен со соларни панели, а батериите ќе ги полнат и единствените хидротурбински тркала, што и да им значи тоа. За некакво серијско производство не станува ни збор, но дел од решенијата можеби ќе се најдат во асортиманот на Kia како дополнителна опрема. Експериментален дизајнерски третман, но далеку подцивилен претрпе и големиот теренец EV9, кој доби поробусен изглед и носачи на покривот, на кој може да се постави шатор. Не помина ниту половина година откако беа објавени првите информации за соработката, а Volkswagen и Rivian веќе формираа заедничка компанија со седиште во Силиконската долина во Калифорнија. Во неа тие ќе имаат подеднакво учество и ќе вложат вкупно $5,8 милиарди. Стратешки размислувајки се договорија за всеопфатно партнерство за создавање платформа за електрични возила од наредната генерација и софтвер за нив.
Целта, како и секогаш, се намалувањето на трошоците, кратењето на времето за развој и подобрувањето на перформансите. Првите возила кои ќе ги искористат плодовите на оваа соработка се очекуваат во 2027 година. Со овој потек Volkswagen ќе ги намали своите проблеми, бидејќи неговата собствена дивизија Cariad не ги оправда очекувањата, доцнејќи со развојот и финото подесување на софтверот. Токму заради тоа и лансирањето на електричниот Porsche Macan беше одложено за цела година. Rivian пак, кој е пред сериозен предизвик заради големините трошоци, ќе го олабави финансискиот притисок на своето работење, што ќе го олесни воведувањето на идните нови модели во производство. Што ќе значи ова најдобро говори податокот дека компанијата во просек губи по $40,000 на секое продадено возило. 600.000 посетители за 6 дена е бројката која ве тера да се запрашате што е тоа што привлекува толку многу народ на Ејцма. А одговорот е едноставен. Страста кон моторциклите кои изложувачите во Милано ги имаат за сечи вкус и афинитети. Легендарниот италијански производител MV Agusta како и секогаш моќно се представи во Милано, ма ги псувајќи ги погледите на посетителите со моделите како атрактивниот Rush Mamba, ексклузивниот супер велоче 1000 Serie Oro или пак предизвикувачкиот MV концепт. Посветеноста на марката на иновациите и перформансите ја покажуваше и специјалната серија на F3 RR со ознака Competizione, облагородена со бројни ексклузивни компоненти. Меѓу нив и тркалата од јаглеродни влакна и издувниот система Краповиќ со кој трицилиндричниот агрегат од 800 кубни сантиметри ќе испорача 160 конски сили. Подобар за покажување мускули сепак беше Brutale 1000, чие име експлицитно покажува каков карактер има. Иако работи под закрила на Кавасаки, Бимота не загуби ништо од својата ексклузивност. Покрај веќе познатата серија Тера, тоа на годинешното издание на Ејцма го докажа и со KB998 Rimini, кој всушност представува цивилна верзија на тркачкиот супербајк моторцикл. Потребен за да се добие хомологација за надпреварување, неговиот јапонски агрегат испалува 200 огнени конски сили кои ќе ги кроти врвна рамка развиена од италијанските инженери. Ќе бидат направени најмалку 500 примероци кои според правилата на супербајк шампионатот не смеат да бидат поскапи од 44.000 евра. Откако пред 20 години практично се врати од мртвите, Мото Морини неуморно ја збогатува својата понуда. Така, покрај веќе познатите X-Cape 1200, Sei Mezzo и Calibro, големо деби во Милано имаше и моделот Tremezzo. Најавен како враќање на легендата од пред 50 години, тој има класичен, но динамичен изглед кој визуелно прави како моторциклот да е навален нанапред. Многу детали на него привлекуваат внимание, меѓу кои и новиот V-twin агрегат од 350 кубни сантиметри кој развива 33 конски сили. Новитет за оние кои сака да уживаат во патувањата е Crosaro GT, за кој е значајно да се каже дека доаѓа во две верзии, со 96 и 48 конски сили за оние со ограничувања во возачката дозвола. Фабриката ветува удобност во возењето благодарение на големото седиште, подигнатите рачки и прилагодливиот ветробран. Рамката има мешана структура од челични цевки и алуминиумски плочи, а стандардно се опремува и со систем за надгледување на мртвите агли.
Иако веќе 2 децении во сопственост на кинескиот Geely, Benelli како втор најстар италијански производител на моторцикли кој постои традиционално во Милано настапува со богата постава. Затоа и меѓу големиот број атрактивни моторцикли кои беа изложени беше тешко да се забележат вистинските новитети, а тие заслужуваа да се видат, посебно Leoncino Bobber 400, кој како да сакаше да порача дека кога ќе порасне ќе биде моќен крстосувач. Да биде таков прави неговиот изглед кој лаже дека во него се крие агрегат од само 400 кубни сантиметри со 35 конски сили. Купувачите наредната година ќе ги привлекува и TRK 902 Explorer, за кој е конструирана сосема нова рамка. Во однос на останатите од семејството, предниот дел му е покомпактен со нос во облик на клун, додека новиот двоцилиндричен мотор развива округли 100 конски сили. Иако прославена по своите ендуро и мотокрос модели, главен новитет на Husqvarna, која сега всушност е австријска, а не шведска марка, беше голиот моторцикл Vitpilen 801. Невообичаениот изглед со чудно обликуван резервоар, карактеристичен за семејството, чие име во предвид значи бела стрела, сега е спарен со хром молибден челична рамка и 105 конски агрегат. Само еден поглед на портфолиото на Royal Enfield е доволен да се свати дека марката постои 123 години. Но иако познати по упорното дури и наетливо негување на традиционализмот, заради што нивните моторцикли изгледаат како да се стари неколку децении, тоа не ги спречува индиците да гледаат и во иднината. Со лансирањето на новиот бренд за електрични моторцикли Flying Flare, тие на уникатен начин ги споија класичното и модерното. Името, кое во превод значи летечка болва, потекнува од времето на Втората светска војна од моторцикл конструиран да се фрла со падобран, чии карактеристики се леснотијата и агилноста. Овој дух верно е пренесен и во новите машини на кои им престои краток пат до сериското производство кое ќе стартува идната година. Не останаа разочарени ниту носталгичарите кои се насладуваа на елегантниот скремблер BR 650. Направен на основа на Интерсептор, тој има сосема поинаква душа инспирирана од 60-тите години. Располага со двоцилиндричен агрегат со 47 конски сили кој обезбедува добра испорака на сила, посебно при средни брзини. Автентичноста на идејата за негово настанување дополнително е зајакната со колорната шема со која се одава почит на некогашните тркачки успеси на марката. Кинескиот CF Moto, кој важи за еден од најбрзо растечките брендови, дополнително го прошири своето и онака големо семејство. Главен меѓу нив новите адути во Милано беше 675 SRR, кој како прв спортски моторцикл на марката располага со аеродинамички и оптимизирачки дизајн, кој е дело на италијански креатори. Предниот дел има поделени LED светла, опашката е кратка и подигната, а нискиот издув помага за визуелно балансирање. За погон е задолжен трицилиндричен агрегат со 95 конски сили комбиниран со 6-степен менувач. Беше представена и неговата Naked верзија со ознака NK, која располага со 5 коњи послаб мотор. Внимание привлекуваат и 800 MTX и концептниот Master of Speed, кој послужи за представување на новиот V4 мотор проектиран да може од 1 литар работна зафатнина да извлече дури 212 конски сили при 14.500 вртежи во минута.
Канадскиот Can-Am, познат по своите возила за рекреација, се враќа во светот на две тркала со електрични моторцикли. Засега ги има два. Pulse, кој е замислен како агилно превозно средство за градска употреба, и Origin, конструиран за авантура надвор од патот. Стандардно се опремени со батерии од 8,9 киловат-часа, од кои се очекува да овозможат автономија од 160 кај Pulse, односно 145 километри за Origin. На штандот секако беше присутна и постоечката гама со 3 и 4 тркала, меѓу кои новитет беше Canyon, подготвен да се справи со секој терен. Покрај што за својот настав во Милано, Yamaha се фокусираше на техничките унапредувања низ целата своја гама, јапонските инженери го подготвија целосно новиот R9. Планиран е за појавување на патиштата идната година, каде ќе го однесе моторот од 890 кубни сантиметри со 119 конски сили. Алуминиумската Delta Box рамка посебно е ревидирана, а за перформансите и безбедноста се грижат прилагодливите амортизери и Brembo со пирачките со радијална клешта. Заедно со него за помладите возачи беа подготвени R3 и R125, чии ажурирања го опфатија и новиот изглед на предниот дел со стилските карактеристики на поголемиот брат. Механиката главно останува иста. Нов бисер во понудата е MT-09, кој е прв моторцикл на Yamaha опремен со роботизиран менувач, што заедно со 5 режими на возење го прават привлечен за уживање во сите услови. Сериозни технички унапредувања доби и Tracer 9. Опремен е со Matrix технологија на осветлување досега невидена кај моторцикл, која во комбинација со предната камера автоматски го прилагодува интензитетот на светлосниот сноп. За да се подобри удобноста на возачот и сопатникот, положбата на седиштето, ногарките и рачките е коригирана, додека моторот, менувачот и рамката останаа непроменети. Освежен е и мега скутерот T-Max, чиј агрегат од 560 кубни сантиметри испорачува 48 конски сили. Главниот новитет, кој на штандот преплавен со зелени мотоцикли се издвојуваше по својата црно-бела колорна комбинација, беше новиот Kawasaki Versys 1100. Популарниот повеќенаменски модел сега може да се пофали со мотор со поголема работна зафатнина, кој испорачува 135 конски сили и ја задоволува Euro 5 Plus регулативата. Модификациите опфаќаат и други елементи на моторот, вклучувајќи ја и електрониката. Евалуираше и спорт турерот Ninja 1100 SX, чија нова верзија, доозначена со буквите SE, го облагородува возењето со загревани рачки, монокол Олинс вилјушка со далеченско прилагодување и Brembo систем за сопирање. Иако со поголема работна зафатнина, моторот сега испорачува некоја конска сила помалку, заради што преносот е со изменети одности во повисоките степени. Внимание заслужено привлекуваше обновената Ninja ZX серија, сега дополнета со 4RR верзијата и секако ендуро и мотокрос моделите по кои марката е позната. Денешната епизода беше посластица за љубителите на моторцикли кои поради зимските услови ќе мора да се одвојат од своите миленици. Ве поздравувам и се гледаме следната сабота.